Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Се немаме видено многу одамна. Мислам дека поминаа речиси 2 месеци од последната епизода. Значи се немаме видено дури од лани. Многу мина се прашуваа што се случува. Зошто ја нема емисијата, зашто ме нема мене, дали е укината, дали јас сум се откажал и слично. Многу мина дури ми пишуваа пораки преку социјалните мрежи, па и ми вртеа по телефон да прашаат што се случува. Не можев на сите да им одговарам, а глупо ми беше да објавувам по социјалните мрежи што ми се случува. Чекав прилика да се вратам на екраните, па кратко да објаснам. Како што гледате, емисијата не е укината и никогаш не се размислувало за такво нешто. Се уште ја уживам довербата на многумина од вас и се додека е така, се додека вам ви е интересна и ја гледате, емисијата ќе остане во етер. Ниту пак јас сум се откажал. Седмица е моје лично чедо, а од сопствено дете ретко кој се откажува. Да, на моменти сум се почувствувал презаситено, сум се почувствувал празно, сум размислувал зошто побогу секоја недела зборувам, критикувам, кажувам кога работите воопшто не се менуваат или се менуваат со брзина на полжав. Но никогаш не сум размислувал целосно да ја укинам Седмица. Да, може би сум мислел да направам пауза, но брзо сум се откажувал и од таквата намера. Но сега, сакал или нејке, морав. Што би рекле виша сила. Имено, имав или уште имам некои здравствени проблеми кои буквално ме кутнаа и немав ниту сила, ниту можност да ја терам емисијата. Не сакам да навлегувам во детали, но не станува збор за нешто животно загрижувачки, нешто што не се лечи или нешто што, не дај Боже, може за секогаш да ме остави во кревет. Сепак ме удри нешто доволно сериозно и упорно, со болки кои буквално ме скршија и ме кутнаа. Секоја седмица си велев, ајде оваа недела ќе ја направам емисијата, но едноставно не можев. Морав да сменам многу работи во живот, да се откажам од многу работи, но еве за среќа Седмица не е една од тие. И полека сум подобар. Уште не сум вратен во полн капацитет, веројатно ќе ми треба уште малку време целосно да се опоравам, но еве се враќам на екраните. Имам одличен доктор на кој морам од се срце да му се заблагодарам и имам огромно разбирање од колегите и менаџментот на Алфа за мојата состојба. Се надевам дека од денеска си тераме постаро. Ке се гледаме секој викенд. Но како што реков, се уште не сум вратен на 100% капацитет, така што доколку се случи да прескокнеме некоја епизода, се надевам дека ќе имате разбирање. Толку за мене, да не замарам веќе, но сметам дека морав да го објаснам моето отсуство од речиси 2 месеци, нешто што се нема случено од кога ја правам емисијата. Е сега, толку многу работи се случија во овие изминати 2 месеци што ѓаволски ми е тешко да фатам ред и не знам од каде да почнам. За жал, некои теми, некои настани за кои пукав да ги коментирам, а не можев, ќе остана така, незабележени тука во Седмица. Но тоа е. Ајде да почнеме од оне која мислам дека во последниве 2 месеци како да ни одземаше најмногу внимание. Сейф Сити почна да регистрира прекршоци во Скопје, Куманово и Тетово, како и на коридорите 8 и 10 на скопските улици и булевари. Сликата е драстично поразлична од претходно. Со стартот на Сейф Сити на улиците и булеварите се забележува побавно движење на возилата и поголема дисциплина кај возачите. Очигледно е дека зголемениот видеонадзор директно влијае врз сообраќајната култура. Ако има ограничување 30, а вие возите со брзина од 37 км на час, ќе ви стигне казна. За ограничувањето од 50, дозволено пречекорување е 9 км на час, односно ако возите 60, ќе бидете казнети. Дозволено пречекорување на автопатите со ограничување од 100 км на час и повеќе е 12 км на час. Ако возите со брзина од 113 или 133, на места каде ограничувањето е 120, исто така ќе добиете казна. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека прагот на толеранција за брзо возење ќе се намалува со тек на време и ќе се изедначи со европските прагови. Како ќе се навикнуваат возачите, така повторно ќе се вратиме до оние европски критериуми, пошто ние сега не сме во европските. Европските велат толеранцијата да биде не повеќе од 10%. Ние сега сме малку повеќе. Бидејќи имаше реакција, ние имаме слух, слушаме и еве, ние сме негде сега на 15%. Но не е поентата да се казнуваат граѓаните. Поентата е да нема сообраќајни незгоди, да нема последици како резултат на тие сообраќајни незгоди, да нема сообраќајни незгоди со фатални последици за губени човечки животи.
За возење над дозволената брзина казните се поделени според тоа колку километри се пречекорени. Во урбани зони до 50 км на час се казнува со 15 евра. Пречекорување од 10 до 30 км на час носи казна од 50 евра, додека над 30 до 50 км на час се предвидени казни од 300 евра и забрана за управување со возило од 3 до 12 месеци. Минување на црвено светло ќе се санкционира со 250 евра и забрана за управување возило од 3 до 12 месеци, додека непрописно паркирање на тротоари, на пешачки премини или на места за лица со попреченост ќе се казнува од 25 до 180 евра. За управување на возило со истечена сообраќајна дозвола или без регистарски таблички, казната изнесува 500 евра, а за возење со дозвола истечена до 30 дена се предвидува казна од 100 евра. Сите граѓани што ќе добијат казна може да го искористат попустот за рано плаќање, кој изнесува 50% од износот доколку казната се плати во рок од 8 дена. Исто така и доброволното признавање на прекршок носи помала казна и пократка забрана за возење. Безбеден град ќе детектира 4 сообраќајни прекршоци: непрописно паркирање, управување со брзина поголема од дозволената, минување на црвено и управување со возило со истечена сообраќајна дозвола. Возачите кои ќе ја надминат дозволената брзина, но останат во рамки на толерираната граница, ќе добиваат информативна порака како предупредување без парична казна. Доколку прекршокот доведе до опасност или повреда, санкциите се строги, вклучувајќи и кривична одговорност. Токму така, после не знам колку години од како прв пат се најави, конечно сообраќајот влегува под постојан надзор. Се воведува ред. Од понеделникот стартуваше Safe City, системот на МВР кој преку мрежа на камери треба да придонесе за заштита на човечки животи и намалување на жртвите во сообраќајот. Камерите, како што знаеме, се поставени на најкритичните сообраќајни точки, таму каде што прекршоците се најчести, а последиците најтешки. По сите оние забелешки од граѓаните, ете зголемен е и прагот на толеранција до 15% над дозволената брзина. И веруете, знам дека е ѓаволски тешко да се навикнеме. После децении на тотален сообраќајен хаос, сега одеднаш треба да се почитуваат правилата. Значи не станува збор за некои нови правила, некои драстично нови казни, туку за правила кои постојат од самостојувањето па до денеска, но реално никој не ги почитуваше. Ограничувањето на брзината на 50 км на час во градовите не е некоја новина, таа постои одамна, но како што реков, никој не го почитуваше правилото, а полицијата главно не можеше целосно да го спроведе на сите улици или пак прогледуваше низ прсти. Се гонеа и се казнуваа само оние кои ептем претеруваа, оние што возеа како луди, правеа сообраќајки или газеа луѓе. Разликата од минатата недела, минатиот месец, минатата година, па и цела деценија е што од неделава нема веќе прогледување низ прсти. Реков, правилата не се нови. Едноставно сега мора да се почитуваат, затоа што ќе ве има со суратна слика. И реков, признавам дека е ѓаволски тешко да се навикнеме. Еве и мене лично ми е чудно или тешко на некој од пошироките улици, кога нема толкав метеж да морам да се воздржувам да стиснам на гасот од автомобилот. Не сум некој кој кога вози сака да лета, но ете неприродно ми е некогаш да морам да пазам да не одам до 60 или 70 км на час. И тоа мојата кола нема онаков електронски брзинометар или можност автоматски да ограничам брзината со притискање на копче, туку е аналоген, онаков со стрелка која покажува на бројки. Но после толку време критикување или народски кажано мрчење дека во Македонија, посебно во Скопје, владее сообраќајен хаос, дека секој си вози како што сака и си прави што сака, добро е што конечно се воведува ред. Мислам дека доволно жртви во сообраќајни несреќи дадовме како народ, што сега ако треба да се откажеме малку од комоцијата и ќе внимаваме како ќе возиме. Да не ги споменувам случаите како младата Фросина и сличните на неа, кои мораа насила да го напуштат овој свет само заради хаосот кој владееше по улиците. Да бидеме на чисто. Safe City нема да ги спречи сообраќајните несреќи. Нема да исчезнат несреќите со фатален исход. Секогаш ќе има дивјаци кои ќе мислат дека можат да возат со 100 или 120 км на час низ град, кои ќе поминуваат на црвено, кои пијани ќе седнат зад волан, кои нема да пропуштат пешак на пешачки и слично. Такви ќе има секогаш, но ваквите случаи драстично ќе се намалат. Сега не може некој да се залета на партизанска од Влае па да цепа до центар да развие 120 км на саат, нема да може да вози без возачка или да вози, одма ќе биде регистриран и ќе му биде земено возилото, па нема да може тоа да го прави повтор пат. После секоја трагедија, баравме ред и пореток, после секоја жртва кукавме, па еве сега конечно ред. Колку и да ни е тешко, за кратко време ќе се навикнеме.
Макар и еден млад живот да спасат камерите, вреди да останат како што се. Например, во периодот од кога функционираа камерите без казнување, имаше само 2 смртни случаи, за 37% помалку повредени или преку 20% помалку незгоди. Зарем ова не е доказ дека овој проект дава резултати од аспект на безбедноста на граѓаните во сообраќајот? Реков, ќе се навикнеме. Погледнете ги статистиките од првата недела. Само ден по воведувањето на системот, односно во вторникот, биле регистрирани 650 прекршоци, 36 биле за минување на црвено, 590 за возење со брзина над дозволеното, а 24 за нерегистрирани возила. Дополнително биле изречени 61 забрана за управување со моторно возило. А во тест периодот, ако памтите, значи во првите 12 часа, кога го пробуваа системот, беа регистрирани неверојатни 65.000 сообраќајни прекршоци, 2.800 за поминување на црвено, околу 1.000 за нерегистрирани возила. Од 65.000 бројките паднаа на само 650. Неверојатна разлика. Значи, ако сакаме, можеме. Второ, бројката од 65.000 доволно зборуваше кој е беззаконие, кој хаос владеел во сообраќајот. И тоа само на улиците каде има камери. Замислете ако така ги додадеме и оние каде што нема. Значи, бројките покажуваат дека освен што полека се навикнуваме да возиме по прописи, се вози многу повнимателно. Намален е бројот на сообраќајни прекршоци и надежта е дека оваа година ќе се намалат и бројките на сообраќајни незгоди, што автоматски повлекува и помал број на повредени и загинати. Реков предмалку, и еден млад живот да се спаси, вреди. И не само тоа. Еве, например, во Скопје камерите ќе помогнат да се решат и други проблеми, како што се оние со кучињата скитници. Преку Safe City најавуваат ќе се ловат и оние што оставаат кучиња по улица и оние што, например, ги носат од еден во друг град, за да се ослободат од проблемот или да му наштетат на некој друг. Сега, тука воопшто не сакам да навлегувам во ние глупоштини од типот дека камерите ќе служеле да се следи СДСМ и опозицијата, дека откако ни ги слушале телефоните, сега и на камери ќе не следеле, или зашто пораките биле само на македонски, дека намерно најмногу камери имало само во Скопје, Тетово и Куманово, демек целта била да се ловат албанците и слично. Тоа се невидени глупости на СДСМ и ДУИ, обвинувања кои воопшто не држат вода и се кажани од чиста љубомора, што после толку години владење со Македонија, дури сега требаше да дојде оваа власт за да се реши да го доврши овој проект и конечно да воведе ред во сообраќајот. Може би жалат што ќе падне бројот на сообраќајки, пак ќе има помалку жртви, пак им се намалат шансите да јаваат на трагедии и да се обидуваат да керуваат политички поени од несреќи, како што пробаа да прават со Кочани, Фросине и други, но за тоа малку подоцна. И сега наместо Скопје, Тетово и Куманово, испадна дека најголемиот проблем е во Прилеп и Битола. Огнови, блокади и протести во повеќе градови низ државата поради конфискација на возила без возачка дозвола. Лица погодени од мерката за одземање возила без положен возачки испит протестираа во Штип, Кочани, Струмица, Прилеп, Битола и Ресен поради одземањето на нивните возила, согласно членот 297 од Кривичниот законник за безобзирно управување со моторно возило. Во Штип група на граѓани запалија гуми на улица, пошто интервенираше против пожарната служба со цел да го изгасне огнот и да овозможи нормализирање на состојбата. Во Кочани граѓаните се собраа во населбата Трајаново Трло. Во Битола пак беше блокиран магистралниот пат кон Ресен кај населбата Бајер, пошто протестот продолжи и денеска низ градските улици. Заедничкиот мотив на сите протести е незадоволството од одземените возила, кои, како што велат граѓаните, им биле основно средство за работа и извор на екзистенција за нивните семејства. Значи, сакаме правилата како што ни беа, сиромаштијата како што се теравне, без возачки со регистрирани коли, значи сакаме истото тоа да ни го продолжа. А иначе некој е 15 души дома, нема могуćност да вади ни возачка, ни едно ни друго. Како прво, и не сме нишколовани ни ромската нација, значи бараме истото да ни го донесе како што си бевне. Кај да му најмене по 2000 евра дода да уча да ваѓа возачка дозвола. Со 5000 социјално, дали струја да плаќаме, дали возачки да ваѓа децата. Баба Раја Корин лите регистрирани, ги регистрира децата,
Мажите ги регистрираат, сега бара возачка дозвола. Кај да му најда децата возачка дозвола? Мажите, школо нема никакво. Шо правда е ова во Македонија? Секој ден ќе има протести. Некој ако ни земи возило, да знаете ќе има и тепачки убиства. Значи, ама од утре ако ми го земиме на полицијата возилото, ќе има проблеми. Значи ако мавате и ние ќе почнеме да маваме. На полицијата. Дали е така? Немало нарушување на јавен ред и мир на синокешните протести на граѓаните во повеќе градови во земјава, соопштија денеска од МВР за 24. Оттаму не одговорија дали има повикани лица на информативен разговор по јавната закана за убиства и тепачки, доколку им биде одземено возило. Туку кратко посочија дека МВР во координација со јавното обвинителство презема соодветни мерки и активности за понатамошно постапување. За сите видови на протести и собири на граѓани, Министерството за внатрешни работи, како и досега, така и во иднина, ќе одговори согласно своите надлежности во насока на обезбедување на стабилен јавен ред и мир. Инаку во текот на вчерашниот ден, јавни собири на граѓани се одржаа на патниот правец Ресен-Прилеп, во Струмица, Прилеп, во Ресен, Штип, Кочани и сите завршија и се одржаа без нарушување на јавниот ред и мир. Премиерот Христијан Мицкоски пак денеска информираше дека од полицијата побарал жесток одговор за секој што го прекршил законот, се заканувал или го загрозил јавниот ред и мир во текот на вчерашните блокади. А освен протестите и построгите сообраќајни правила на системот Safe City, исто така предизвикаа поделени реакции во јавноста. Додека некои ги поддржуваат овие строги мерки, други сметаат дека пристапот за возачка дозвола треба да се поедностави и да биде поевтин. Да не ви се верува, се протестира и се бара да се дозволи да се вози без возачка дозвола или со нерегистрирана кола. Воопшто не сакам да наблегувам во апсурдноста на овие барања. Убаво им кажа премиерот. Полицијата треба жестоко да одговори на сите закани и сите нереди. Ете, дури видовме дека и овие најгласните, кои се закануваа дури и со убиства, се освестија и се извинија. Исто така знам дека станува збор главно за луѓе од ромска национална припадност, кои покрај тоа што во Македонија уживаат најмногу права од било каде во светот, се уште на некој начин се дискриминирани и живеат во сиромаштија. Но тоа е друга тема. И државата треба да се позанимава со тој проблем на друго ниво. Дали ќе им помогне да положат, дали ќе субвенционира дел од сумата потребна за полагање и слично. Не ми е тоа поентата. Поентата ми е шокот што го доживеа луѓето од фактот дека во една држава владеат правила и закони кои мора да се почитуваат. Сличен на нашиот шок, додуша далеку помал, кога дури 65.000 од нас направивме прекршок без да знаеме или да се правиме наудрени што некој ни бара да го почитуваме законот. Сите сме шокирани што луѓе возеле 30 години без возачка дозвола, воопшто не се занимавале со регистрирање кола. Шокирани сме кога дознаваме дека шупи станувале дискотеки и работеле без лиценца. Дека сме еден од главните извозници на мозоци од кадавер, зашто ќе збориме малку подоцна. Шокирани сме што цел Луна парк Зимзолен си работел без никаква дозвола. Што шумите ги касапи кој ќе стигне, што домаќинства и институции со години се приклучени на струја на фантомски броила, што автобуси вршат транспорт на луѓе без лиценца или сами себе си даваат дозволи, или што дивоградбиве не никнуваат како печурки. Шокирани од ова, шокирани од она. Не, треба да бидеме шокирани, што на 3 децении ние изгледа само глумиме држава. Да, имаме граници, знаме, химна, имаме влади, председатели, собрание, устав и закони, но ништо од тоа не почитуваме. Како секој да сака да си прави што сака. Системот не да ни е трул, туку нема збор во македонскиот јазик што може да го опише ова. И сега кога некој сака да воведе ред, колку толку ред, не ни чини. Не ни чини Safe City, не ни чини редот во кафаните, рестораните и дискотеките, не ни чини ред во градењето, не ни чини законот за пушењето, ништо не ни чини. Да, најголема вина за ваквиот трул систем ја имаат претходните власти во Македонија. Ја имаат политичарите, функционерите, раководителите. Но дел од одговорноста треба и сами да си ја препишеме. Што мислите, зарем германците, французите, австриците, британците или било кој народ во Европа е толку фин што кај нив нема толку собраќајки, што улиците им се чисти, што немаат кучиња, скитници, што се откажуваат од пушење и слично? Не, драги мои, има строги закони и тие закони мора да се почитуваат.
Пробајте да возите со 100 или 120 на час во центарот на Мадрид, Париз, Лондон или во било кој од овие европски градови. Пробајте да запалите цигара во ресторан или кафуле, или да се дрзнете да фрлите кеса со ѓубре од тераса. Кога ќе ве подберат, кога ќе ви јакнат казна, има да се чешате. Нема да ви текне повторно да направите нешто слично. Значи не е од финоќа, туку од пусти страв. И да, кога ќе се навикнете на тоа, после нормално ќе ви биде. А не ние сакаме да правиме што ќе ни текне, да не почитуваме ништо, па после да кукаме дека Safe City бил престрог, дека морало да се има возачка дозвола, дека мора да се плати казна, дека мора да се извади посебна лиценца за дискотека и слично. Значи сакаме да имаме панаѓур, а да глумиме дека сме држава. Не може така, драги мои. Џабе ќе ни биде име и презиме да дадеме, да почнеме на бугарски сите да зборуваме, за марсовци да се прогласиме. Ако не си ги решиме овие основни проблеми, нема никаде да одиме. Која црна Европска унија? Африканската унија нема да сака да не прими. Значи, наместо да кукаме, треба да ги поддржиме овие чекори што ги прави сегашната власт. Да, бебешки чекори, но сепак чекори кои ќе воведат ред и кои од нас конечно ќе направат држава. Држава во која нема да имаме пак вакви шокови. Македонија со децении се соочува со одлив на мозоци, но во науката овој термин имало и буквално значење. Дека од земјава се извезувале мозочни ткива од починати граѓани за научни цели, открија преписките од досието на починатиот американски милиардер Џефри Епстин. Станува збор за проект во кој од средината на 90-тите па се до 2016-та Институтот за судска медицина во Скопје соработувал со престижниот универзитет Колумбија во САД. Под водство на професорите Алексеј Дума и Горас Росоклија, Македонија стана клучна база за американските истражувачи. Универзитетот собирал мозочни ткива од починати лица кои страдале од шизофренија и депресија, а во најголем дел извршиле самоубиства. Но нашата држава не била само извозник, туку и рамноправен партнер во светските научни достигнувања, тврди засител професор Дума. Или неаш она бројка од 1000 што се наведува. То се десеттина мозоци пратени годишно. Ние вкупно имаме 350, максимум 350 аутопсија. Од тие 350 колку се шизофреничари или самоубиства. И сите самоубиства не можеш да ги анализираш. Има надвор од Скопје многу. А од Скопје претежно беа примерите? Па сега од Скопје, ако бил на клиника и така натаму, доаѓавме, или ако сме повикани, главно за самоубиства ретко не повикуваа. Психолошките аутопсии кај нас не се работеа. Јас тогаш прв пат слушнав дека постојат психолошки аутопсии. Тоа е психолошка анализа на умрениот постмортем, со разговор со семејствата и анализирање на добиените податоци. Тоа се широки разговори. И тука се подпишувала и писмото на согласно на информираност на семејството за направените активности врз телото на покојниот. Тие документи заедно патуваа секогаш со дел од ткивата кои што ги земавме во текот со постморталната анализа. Заедно патуваа со телата, иначе они нема да можеат да ја поминат американската граница. Тој додава дека придобивките за македонската наука се огромни. Институтот добил нова опрема, современи лаборатории и меѓународен углед, а нашите истражувачи објавиле десетици трудови во најпрестижните светски списанија. Добивме опрема, добивме многу важно возможност да прекеме луѓе. Млади научници одеа во Америка, остануваа таму, работеа во нивните лаборатории, оттаму излегоа многу докторати, излегоа нови проекти кои што се работеа и тука правевме обиди да ги работиме финансирани од македонската влада, нешто успеавме, нешто не успеавме. И така да бенефитот е во зголемувањето на технолошката и научната моќ на младите колеги. Клучниот мост меѓу Скопје и Њујорк бил професорот Горас Росоклија, светски признат научник кој од 1992 година предава на Колумбија. Во писмена изјава за сител, професорот Росоклија ги отфрла сите наводи за контроверзии, посочувајќи дека станува збор за легален и транспарентен проект. Тој истакнува дека истражувањето донело сериозни инвестиции и знаење во македонската невронаука
и не гледа потреба да се брани од интерпретации на луѓе кои не ја познаваат суштината на истражувањето. Темата ја разбранува јавноста откако името на нашата земја се појави во документите на Американското министерство за правда, поврзани со случајот Епстин, фрлајќи сосема поинакво светло врз глобалната трага на македонскиот научен придонес. Боже Господе, од тајни фајлови на светски најпознатиот педофил дознаваме дека терминот одлив на мозоци од Македонија сме требале да го разбереме во буквална смисла на зборот. Требаше да помине цела деценија, ако не и две, за да разбереме дека наши мозоци се користеле за медицински и научни цели во Америка. Искрено не знам од каде да почнам. Првата работа што ми падна на памет кога слушнав за мозоците беше зошто побогу дури сега дознаваме за вакво нешто. Нема ништо незаконски доколку внатрешни органи на починати луѓе се користат во научни цели. Па ако и се стигне до некој откритие, тоа треба да биде прва вест, треба некој да се пофали слично, а не да дознаваме од мејлови на некој си белосветски педофил. Второ си велам, не е валјда дека овие мозоци или примероци од мозок туку така се шверцувале, ајде да немаме доверба во нашите институции, ама американците да ви дозволат преку граница да внесувате туку така човечки органи, тешко. Трето, станува збор за Универзитетот Колумбија, реномирана институција која не би си дозволила да си го уништи името со некаков незаконски скандал. Четврто, двајцата доктори од Македонија сепак се звучни имиња, врвни експерти во својата област, со долгогодишни кариери кои не верувам дека би ги ризикувале со некаков си шверц на органи. Петто, и министерот за здравство Алиу и министерката Јаневска, двајцата кои немаат допирни точки со целиот случај, посебно не во тоа време, но сега ги водат клучните ресори, уверуваат дека нема ништо незаконски во целата операција. Нема зашто да не им верувам. Значи има многу аргументи кои укажуваат дека во целата оваа операција извоз на мозоци се било според прописи. Но, и тоа едно големо но, има и многу неодговорени прашања кои ми оставаат малку горчлив вкус во устата. Прво, зашто Америка, која е лидер во медицинските технологии, во научните истражувања, а според бројот на населението сигурно има и 100 пати поголема стапка на самоубиства, решила да зема мозоци од некоја си таму Македонија? Дали заради стриктните процедури во САД кои тешко се исполнуваат, па затоа се свртиле кон држава која, како што зборев досега, никој не почитува процедура, закон или слично. Па полесно им е да земат примерок од тука да се транспортираат цели 7000 километри наместо да се користи домашен. Второ, бројката на мозоци или ткива кои биле однесени во Америка. Дали станува збор за 10 или 15 годишно, или неколку стотици, или речиси 1000. Не може за ваква деликатна работа, која ако се правела по прописи, да се надаваме со бројки. Мора да постои евиденција точно колку примероци се однесени. Трето, дали Универзитетот Колумбија плаќала за примероците или не? Ако плаќала, каде отишле тие пари? Во некоја институција или во нечиј джеп? Ако станува збор за грантови, кои ги добивал и под кои услови? Трето, зашто ако се работело за успех во медицинската наука, а во него учествувала Македонија, тој успех не бил пласиран во јавноста тогаш кога се случил, туку вака треба да дознаваме. И клучното прашање, ако се испочитувани сите процедури, ако целиот транспорт е легален, ако нема во игра некакви си пари, тогаш дали има дозвола од семејствата за вакво нешто? Затоа мора да постојат документи, потпишани изјави и слично. Без да го видиме тоа, џабе ќе биде се. Затоа што целиот случај ни отвара на сите стари рани, како на пример раната со случајот на момчето Бекиров. Во главата на место мозок завитка на хартија недостасувал еден бубрек, најголем дел од срцето и слезината. Ова е случајот со Трајан Бекиров, стар 20 години. 17 годишното момче почина во мај 2006 година, а неговите родители, одредени невладини организации, тврдеа дека причина за смртта е полициска бруталност. Сепак она што повеќе загрижува во овој случај се резултатите од обдукцијата, особено втората што ја вршил бугарскиот форензичар Георги Банков, како и молкот на тогашните власти и тогашниот премиер Владо Бучковски. Од телото на младиот Бекиров недостасувале повеќе витални органи. На обдукцијата која ја вршил бугарскиот експерт присуствувал и Мухамед Точи, тогаш дел од невладината ромска организација Месечина од Гостивар. Таму е откриено дека од черепот на момчето недостасува целиот мозок, како и повеќе други органи. 20 години подоцна Алфа стапи во контакт со Точи, кој ги потврди овие наводи. Во телефонски разговор ни кажа дека постојат и фотографии кои потврдуваат дека фалеле повеќе витални органи кај младиот Бекиров. По консултација со семејството на трагично починатиот ни кажа дека нема да даде изјава за овој случај, со цел да не се отворале рани стари 2 децении.
Да не отвараме стари рани, поминати се 20 години од овој трагичен настан на едно 17 годишно момче. Има и фотографии од обдукцијата. Невладините организации гласно реагира околу овие наводи и тврдења, бараат да се откријат сите причини за смртта на младиот Трајан, како и транспарентно објавување на резултатите од обдукцијата. Одговори кои ги нема и се бара од тогашниот премиер Владо Бучковски, министерката за правда во тој мандат Мери Младеновска-Ѓоргиевска, тогашниот прв полицаец Љубомир Михајловски, тогаш републичкиот јавен обвинител Александар Прчевски. Почитуван господине премиер Бучковски, ние се залагаме да се преземат сите потребни мерки со силите со кои располагате за да се обезбеди брза, целосна и ефективна истрага за смртта на Трајан Бекиров и дека сите што се виновни и мешани во илегални активности во врска со неговата смрт брзо ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Резултатите од истрагата, вклучувајќи ги и оние од обдукцијата, треба да бидат транспарентни и да ги средат сите останати отворени прашања околу овие настани. Пред 20 години на молкот на институциите гласно реагираше таткото на Трајан Езерџан Бекиров, токму тој побара меѓународна помош, односно странски експерти, да ја извршат обдукцијата. Молкот сите, ниту полиција, ниту судот, ниту судска медицина кажуваат од што умре нашиот тале. Телото не го земам да го погребам додека не ја разберам вистината. Ако треба ќе чекам и 10 години. Телото на Трајан Бекиров во 2006 беше пронајдено на брегот на реката Вардар во близина на селото Трубарево. Резултатите од обдукцијата на бугарскиот експерт пред 20 години ги оспоруваше тогашниот директор на Институтот за судска медицина Алексеј Дума. Според него Георги Банков бил непознат за стручната јавност и вработен во бугарскиот Хелсиншки комитет. Ова е само еден се уште нерасветлен случај кој може многу да ги подгрее шпекулациите. Далеку од тоа дека јас или некој друг тврди дека случајот Бекиров има некаква или било каква врска со проектот извоз на мозоци. Но кога имате ваков неразјаснет случај, во кој едно семејство и невладина организација тврдат дека од телото на починато момче недостасува мозок, и сето тоа се случува во извременски период со другиот случај, не може а да не си поставите прашање. Исто така фактот пак што во истражувањето биле вклучени и психијатриските болници, Бардовци, Демир Хисар и Негорци, секому му буди морничеви слики со оглед што знаеме каква е состојбата таму и како ние како држава се однесуваме со ваквите пациенти. Луѓе кои се буквално заборавени од општеството, многумина и од своите семејства, па може да станат лесен плен за било што. Немојте погрешно да ме разберете. Далеку од тоа дека тврдам дека во истражувањето што го воделе двајца врвни доктори и научници, едниот од Македонија, а другиот македонец на работа во САД, имало такво нешто. Туку едноставно знам каде живеам и кога ќе дознам за некој ваков проект кој остава впечаток дека се правел под превезот на молк, а сме дознале за него случајно, природно е да си поставуваме милиарда прашања, на кои професорите Дума и Росаклија, како негови спроведувачи, мора да дадат одговор. И добро е што обвинителството отвори очи. Ако не добиеме одговор од спроведувачите на проектот, тогаш тоа го очекуваме од обвинителството. Тие мора да го прочепкаат секој документ, секој лист хартија, дозвола, мејл и слично. И тоа јавно да го споделат. И тоа посебно, ако се било чисто. Тогаш мора јасно и гласно со аргументи и докази тоа да го покажат. Не само заради нас како јавност, туку пред се заради семејствата на сите кои во тој период загубиле некој близок и сега имаат прашања во својата глава, за мир на нивната душа. А исто така и заради самите доктори, расчистувањето до крај на овој случај ќе отфрли секоја дилема за нивната стручност, професионалност и посветеност на медицината и науката. Спротивно, сите ќе останеме да мислиме дека во сиромашна земја како што Македонија се е на продажба, само треба да се појави вешт купувач. А кога сме на распродавање на се што ни е мило и драго, не можам а да не помислам на СДС. Што да правам? Сами се виновни што имаме сите таков печаток. Затоа да ги оставиме мозоците и да преминеме на друга тема, која мислам дека е значајна за сите. Станува збор за платите. Едните прифатија, другите тактизираат до конечна одлука. Откако вчера Конфедерацијата на слободни синдикати го прифати предлогот на владата за покачување на платите на 7800 работници во управата и правосудните органи, органите од синдикатот на УПОС се уште анализираат. Председателот на УПОС Трпедеановски првично го прифати предлогот, иако според него биле понудени плюс 8% наместо бараните 10% и покрај тоа што во растот на платите ќе влие
и зголемувањето на минималецот. Тој рече дека поради задоснувањето од 1 година од нивното барање, членовите може и да не прифатат. Во тој случај владата ќе добиела одговор дека веќе е изгубена 1 година, а работниците можеби ќе бараат и повисоки износи од тоа што сега е понудено. Сепак досега 95% од синдикалците се изјасниле за. Од досега пристигнатите изјаснувања, 95% од синдикалните организации се изјаснија дека барањето на синдикатот на УПОС, кој е прифатено од страна на владата за зголемување на платите, е поповолно и прифатливо. По изјаснување на сите синдикални организации, синдикатот на УПОС во текот на наредната недела ќе оствари работна средба со представниците на владата на која ќе биде договорен опфатот и теркот на колективниот договор. Од КСС пак велат дека уште веднаш ја прифатиле понудата, како што потенцираа без обструкции, без калкулации и без злоупотреба на работниците. Тие веќе прават подготовки за склучување на поединечните колективни договори. Премиерот Мицкоски ја оцени средбата со УПОС како конструктивна и рече дека очекува одговор дали владиниот предлог е прифатлив. Тој вели дека им ги образложило условите и правилата за покачување на платата за 40% во следните 2 години и неколку месеци. Доколку одговорот е позитивен, Мицкоски најави дека од понеделник ќе почне подготовката на документот на синдикалниот договор. Пресметките покажуваат дека ако некој административец во управата и правосудните органи сега има плата од 35.000 денари, со покачувањата во 3 наврати во 2028-та ќе заработува речиси 50.000 денари месечно. Мицкоски најави и план за намалување на платите на над 1000 функционери. Тој рече дека стратегијата на владата е со постепено намалување на коефициентите до крајот на мандатот функционерските плати да се вратат на нивото пред зголемувањето од 78% во 2023 година. Значи, кога се сака, се може. После неколку месеци, или мислам 2 години, синдикатот на УПОС и владата стигна веста дека постигнаат договор. Речи си 11.000 вработени во управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани ќе добијат цели 40% покачување во рок од 26 месеци. Значи, по договорот за покачување во МВР, одбраната и здравството, сега покачување добиваат и други вработени. Практично, со овој договор пропаѓа во вода она сценарија на СДСМ кој го спроведува со лидерот на ССМ Слободан Трендафилов, со кое сакаа со барањето за покачување на минимална плата на 600 евра да го разгневат работникот пред да се објави договорот за платите на административците. Имено знаејќи дека е на повид оваков договор, кој значи голем успех за владата, СДСМ само неколку дена по својот конгрес го активираше нивниот така наречен заспан агент во ССМ Трендафилов да излезе со нереално барање. Сите работници веднаш да добијат 100 евра покачување и минималецот да се покачи, прво сакаше на 500, па сега на 600 евра. Барање кое нема некој економист, бизнисмен или финансиски експерт кој не го прогласи за нереално. Видете, нема некој нормален што ќе се спротистави работниците да добиваат повисока плата или минималецот да не биде 600, па да еве дури и 800 евра. Еве јас лично, бидејќи работам за плата, нормално е дека би сакал веднаш да добијам 100 евра покачување, а потоа и ново покачување кое би требало да следи ако се покачи минималецот. И нема човек кој би бил против тоа. Но исто така свесен сум дека тоа е нереално. Таков потек, според сите експерти, ќе значи потоп за илјадници фирми. Македонската економија, односно македонскиот бизнис сектор, нема да може да издржи такво нагло покачување. Тоа ќе значи дека голем број на фирми или ќе треба да стават клjuč на врата или да ги отпуштат своите работници. Значи некој би добил 600 евра минимална плата, а некој би останал на улица. Но тоа не го спречува Трендафилов нормално со целосна поддршка на своите ментори од СДСМ, кои дури не ли поднесоа таков закон да го испорача барањето. А што им е целта? Да ги разгневат работниците, нели? Кој би бил против покачување на платите? И тој гнев да го канализираат на улица на некакви си протести или еве сега најавени блокади. Протести или блокади, на кои би имало по некој инцидент, па под тоа би разгневило уште повеќе луѓе, па тие луѓе би им се придружиле на овие, па нов инцидент, па повеќе гнев. Некаква си нова улична револуција. Познато сценарио, нели? Сценарио кое на СДСМ во моментов му треба како леп. Тие не знаат како на друг начин да функционираат. Не знаат како на друг начин да кренат рейтинг или друг начин да направат нешто на избори. Само преко хаос, насилство и насила. Прво пробаа со протестите за младата Фросина. Земаа залет со трагедијата во Кочани, кога мислам дека го допреа дното, а еве ги сега и се обидуваат преку работниците.
А не би ме изненадило дури и она дивење заради возачките дозволи да е подпалено од нив. Не им е важно кои се причините, кој е засегнав. Нивре им треба било кој да протестира, за да можат они да си ги уфрлат своите луѓе кои би спровоцирали инцидент, да мора им да интервенира полицијата. Интервенцијата по дефолт раѓа повеќе гнев меѓу луѓето, па така и тие што биле незаинтересирани да излезат како чин на пркос. И така да се отвори една спирала која нормално би била насочена против власта и нормално ќаро тоа би имала СДСМ. Тоа од секогаш го правеле. А кулминацијата на стратегијата, па сите ја знаеме, не е нова. Шарената револуција од 2016-17 година. Кога грубо го злоупотребија народот за да направат своевиден пуч, да дојдат на власт и да го продлабочат хаосот во кој тие носат упорно Македонија. Па луѓе памтили воопшто некогаш СДСМ да дошле на власт заради некоја програма, некој ветување за подобро утре, некој проект, било што. Тие знаат да се дограба до власта само насила, јавајки на незадоволство, на трагедии. Од она на 15 септември, преку фамозната Лада Нива, ако ја памтите, бомбите, па се до заевото сето шуто и рогато. Само што никако да сватат дека работите се сменети. Прво и основно, колку и да се нудат на странците, дека и тоа малку што остана ќе го дадат, дека метафорички еве и мајките ќе не ги продадат само за да дојдат на власт, поддршка немаат. Ниту Европската унија, нити било кој западен дипломат веќе не е тоа што беше и веќе воопшто не му веруваат на тандемот Заев-Филипче дека можат било што да испорачат. Второ, во Македонија сега, ете за разлика од 2015-16 година, сме далеку од било каква критична маса која би натерала луѓе да излезат на улица. Зашто да излезат? Заради трендафилов и барањето за 600 евра минимална плата, заради Safe City? Немојте ви се молам. Знаете каде се очекува да се собере критична маса? Внатре во СДСМ. Затоа што во моментов токму оваа партија е во заложништво над Дубај кланот. Да, токму така. Заев и Филипче се тие што во моментов ја држат СДСМ киднапирана и затоа социјалдемократите никако да се извадат од калта. Туку спротивното, упорно тонат. Па погледнете само на кое ниско ниво ја доведоа комуникацијата со јавноста и речникот што го користат на своите пресконференции или соопштенија. Толку ниско СДСМ никогаш не паднал. Па тоа бе луѓе важеше за партија која се представуваше за државотворна, партија на некои елити, не интелектуалци, за разлика од нели како што ги наракуваат небањатите ВМРО-вци. А воопшто и не сакам да навлегувам во ние глупи тези за српски свет и слично. Јас разбирам дека ете можеби сега Срби им го водат тоа пиарот, но кој побогу во Македонија во моментот верува во тие глупости? Изгледа толку ги бива тие што ете од Скопје ќе водат кампања против Вучич. Или можеби пак токму тој им ги испратил, затоа што не му одговара да ја прелее кризата тука кај нас, мислејќи дека така ќе се спаси себе. Па потоа ете се фатија за тоните марихуана фатени во Србија. Барале одговори. Баш многу ме интересира сега, откако еве во теке полициска акција во која се запленува десетици тони марихуана од магазини на фирми кои се блиски до бившото раководство на СДСМ. Баш ме интересира како ќе заврши таа приказна. Да не се покајат што бараат одговори, затоа што тие одговори можат да водат токму кон нив. Толку од нивниот пиар. Не знам, но според мене треба да си ги бараат парите назад. Тоа е тоа за оваа недела. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Како што ви кажав на почетокот и покрај тоа што уште не сум докрај добар со здравието, ќе се обидам со сите сили седмица да си продолжи како и досега. Така што со Господ напред се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.